По повод денот на формирањето на Црвениот крст на Македонија и денот на крводарителите 17 март, градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски организираше прием за активисти и повеќекратни дарители на крв од општината Кочани. Анета Коцева, секретар на општинската организација на Црвениот крст, за ваквата иницијатива и средба со крводарителите и градоначалникот Димитровски истакнува. По повод денот на формирањето на Црвен крст на Република Македонија и денот на крводарителството во Република Македонија, тоа е 17 март, денеска имаме свечен прием кај градоначалникот на општина Кочани, господин Радко Димитровски, каде што присутни се заслужни активисти и повеќекратни крводарители. Во исто време, всушност, сакам да напоменам дека вакви активности ќе спроведеме со градоначалниците на општина Чишиново Блешево и градоначалникот на општина Зрновци, а воедно денеска ќе имаме такви средби и со директорите на средните училишта Гошо Викентиев и Љупчо Сантов, каде што средба со млади крводарители кои што учат таму. Целта на овие активности денеска е заеднички да дадеме благодарност, афирмација, почит на луѓето кои доброволно ја даруваат својата крв и при тоа не очекуваат некој паричен инсентив за тоа, туку тоа го прават од некои алтруистички причини или граѓанска одговорност. Така што можам да кажам дека со изградената свест на самите наши сограѓани крводарители кои се хумани и секако солидарни, до сега имаме спасено многу човечки животи. Меѓу крводарителите беше и Петар Делчев, крводарител од Кочани, кој досега има дарувано 104 пати крв. Крводарител сум од далечната 72 година, досега имам 104 пати дарувано. Бев председател во Атом 8 години, имам негде спроведено над 30 акции како председател на Црвениот крст во Атом, преку 1200 флаши дарувано крв со тие акции. И се чувствувам добро и мислам сите треба се чувствуваат добро кои даруваат крв и да спасат повеќе човечки животи. Минатата година општинската организација на Црвениот крст од Кочани реализираше 1170 крводарувања во 21 акција, со што планот беше исполнет со 86%. За годинава се планира да бидат собрани 1358 крвни единици и тоа во 22 акции. Од почетокот на годината се реализирани 5 крводарителски акции, а наредната е закажана за утре во комуналното јавно предпријатие Водовод.